Средба со пионерите. Кој пионер не би сакал да го види маршал Тито или дури да зборува со него? Некои имаа среќа да го доживеат тоа. Како еднаш кога пионерите од Побрежје разбра дека Тито следниот ден ќе помине со автомобил по главниот пат. Тие, заедно со својот учител, набра многу цвеќиња и направија еден голем, прекрасен букет. Учителот го напиша поздравот, а еден ученик по име Штефчек требаше да му ги пренесе тие топли поздрави на саканиот Тито. Потоа сите заедно слегоа кон главниот пат по кој се појави еден автомобил. Потоа втор, па трет. Тој е, извикаа децата. Тито е, еве го доаѓа. Автомобилот во кој беше Тито ги измина, но потоа застана и се врати назад. Тито слезе на патот меѓу пионерите. Тие беа збунети, возбудени. Го чекаа Штефчек да го каже поздравниот говор во името на сите нив. Драг наш другар Тито, почна Штефчек, сиот црвен во лицето. Ние, пионерите од Побрежје, дојдовме да ве поздравиме срдечно. Срдечно да ве поздравиме. И тука запна. Ни збор повеќе не можеше да каже. Се заборави од возбуда. Маршал Тито се насмевна и додаде. И малку да поразговараме, нели? Една ученичка по име Тереска му го предаде букет од цвеќиња, а Тито праша. Учители добро. Некои веднаш климнаа потврдно. Други, чии оценки не беа баш сјајни, молчеа. А Тито продолжи. Учете и трудете се да станете добри, чесни, работни граѓани. Вие ќе морате понатаму да ја градите социјалистичка Југославија. Потоа се поздрави со пионерите и се качи во автомобилот. Тито, Тито, одушевено викаа пионерите. Кога тргна, автомобилот го обсипаа со цвеќиња. Јас сум Јанчовски Тихомир од 4-то Б оделение. 25 мај. Пристигна 25 мај, роден денот на другарот Тито, како бескрајен цветен рај, тогаш е позлатено родното жито. Тогаш е родена нашата младост, тогаш е расцутена нашата радост, тогаш е роден учителот наш, мој, твој и ваш. Но не било другар од секогаш така, како што е сега се радосно сито, некогаш се гинуло со пушка в рака, за слобода за народ, за другарот Тито. Затоа другари, млади, стари, сложно, на Титовиот двоен јубилеј, да извикаме колку што е можно. Наш сакан другар Тито, долго ни живеј. Кон крајот на месец мај, во деновите кога сите го прославуваме роденденот на саканиот Тито и нашата младост, и најмалите скопјанчиња излегоа на плочникот пред камениот мост да ги нацртаат своите поздрави, честитки и желби. Тука, пред очите на повеќемина љубопитни граѓани, возрасни и деца, на белобоените коцки се раѓаат цртежи. Кој од кој поубав, пошарен, потопол. Децата имаа кредиво боја и многу фантазија во обликувањето на светот што го виделе, запознале, засакале. На секое дете по една бела коцка,
a тоа пожелба може да нацрта во неа сонце, цветови, ликови, дрвја. Цртежите растат како што растат и малите уметници, како што расте восхитот кај гледачите на оваа голема ликовна изложба под отворено небо. Колку сончевина ќе преточат овие мали, вредни прсти во линиите и шарките на својот бел каменен блок. Зарем не ги препознавате родните улици, дрворедите, реката, цветовите што насмевнато ве поздравуваат од алеите на парковите. А сето тоа зрачи со една топлина и наивност, што му е својствена само на детето, со една чистота која одушевува. Погледнете ја таа чудесна игра кога настануваат цртежите. Деца и цртежи, жагор и шаренило, коцки и креди, очи и прсти. Се слеано во овој мајски ден, во овој наш роден ден. Многу поздрави испишани со детска рака. Различни, а сепак исти поздрави до Тито. Многу желби нашарани со детска рака. Исти, а сепак различни. Како да ни довикуваат. Ние најмалите растеме и утре ќе бидеме пилоти, инженери, уметници, лекари, железничари, влюбеници во сонцето, цветињата и птиците. Овој плочник, овој расцветан плочник, може би ќе го измие некој дожд, но ние го видовме, го запаметивме и го преселивме во срцата. А таму ни е топло и сончево. Григорова Драгица, четврто ве оделение. Пролет, по шумички и горички со зелени крила, се извиши дечиња, пролет цветна мила, со себе го понесе развигорчето мило, да ја предвести пролета, да разбуди се живо. Отиде во гората, разбуди цвет по цвет, а на пчелите им пожела многу мед. Мечката од сон стана, како гладен волк, ни шумата го нема, оној страшен молк. Славејчето се врати, со крилата своји лесни, и оттаму ни донесе за пролета многу песни. И другите птици преселници, со јата од југ се враќаат, и многу честитки за пролета оттаму ни праќаат. Во ливада од цвет на цвет, пеперутка шири лет. Верверичка, момичка, лешници почна да бара, и ете вработа се сретна со бубамара. Насекаде се живна, дури и мрзливиот штурец за пролета песна свирна. Во убавиот Охрид од 22 до 25 мај се одржа 5-тиот фестивал на детското поетско творештво. Меѓу гостите можеа да се забележат многу познати детски писатели, чии книги се омилени меѓу најмладите читатели. Тие дојдеа да ги поздрават младите литерати, оние кои допрва го започнале догарувањето со литературниот збор. А такви имаше повеќе, од разни места ширум нашата татковина. Тие ги донесоа во Охрид своите творби, напишани во тетратките по линии или коцки, но творби топли, доживеани. Тие пеат и пишуваат за Тито, за татковината и слободата,
за пейсажите што им се врежале во окото и во срцето, за другарството, за големото сонце над родната грудка. И додека ги читаа тие своји творби со чист, звонлив глас, пред возрастните писатели и своите другарчиња, измамија аплаузи од сите дланки, секој присутен запамети по некој стих, строфа, реченица. Во убавиот Охрид се запознаа меѓу себе идните литерати. Оливера Јованиć од Војводина, Владка Бален од Хрватска, Небојша Каварич од Црнагора, Драгомир Милутиновиќ од Србија, Розета Јанчевска од Македонија, Сабина Хисеини од Косово, Гордана Белиć од Босна и Херцеговина, Вили Кореника од Словенија. Со прва награда беа наградени следниве 3 творби. Две сонца, чиј автор е Розета Јанчевска од училиштето Трајко Андреев во Титов Велес. Татковината се брани со убавина од Бранко Петрич од основното училиште Вуко Јововиќ од Даниловград. И песната за Тито, чиј автор е Тара Дурата од училиштето Мазлим Кипуска од Ѓаковица. Исто така беа доделени повеќе втори и трети награди, а сите учесници го зацврстија своето другарство покрај заедничкиот логорски оган со песни Оро. Големо братско Оро, во кое беа згрнати возрастните и децата што го љубат литературниот збор. Охрид, мај, 1977 година. Пети фестивал на детското поетско творештво. А децата имаа што да кажат, за себе и за другите. Како топла искра од својот пламен, во заедничкиот пламен на другарството. Павлов Роберто, четврто В одделение. Тито. Другарот Тито е роден на 25 мај во Хрватско Загорје, мило дете знај. Се бореше во крвав бој за да го ослободи народот свој. Тито е борец славен, никој не му е равен. Целиот свет му дава рака и секој него го сака. Месецот мај донесе уште еден радосен настан за мајките и децата од предучилишна возраст кои живеат во скопската населба Тафталиџе. Беше предадена во употреба новата детска градинка. На свеченоста дојдоа многу гости да го разгледаат новиот објект, да им честитаат на неговите идни жители, заедно да се радуваат. Децата гости од другите градинки изведоа за нив мала приредба, настапувајќи со повеќе песнички кои ги научиле досега. Новата градинка ќе биде нов втор дом за многу нивни другарчиња. Дом во кој низ игри ќе го поминуваат својот ден, каде што ќе учат и ќе растат во друштво со своите воспитувачки. Зградата на новата градинка со своите сончеви и убаво премени занимални, со зелениот двор, ќе биде катче во кое ќе блика радосниот детски жагор. Честитајќи им го вселувањето, да ги поздравиме уште еднаш идните мали жители на оваа градинка и да им ветиме, ќе дојдеме пак, ние и нашата љубопитна камера, да ве посетиме и да видиме кои песнички игри сте ги научиле. До следната наша средба, довидување и среќно! Се викам Предраг Чемерикиќ, ученик од четврто Б одделение. Тито, јас знам, херој славен, го знаеш и ти, ни донесе слобода и среќни дни. Тој Тито се вика, се бори за мир, и сите го знаат, ни земјината шир. По неговиот пат, чекориме смело, работиме, градиме, во град и во село. Во почетокот на јуни во изложбениот салон на детската библиотека Другарче во Скопје беше отворена една несекојдневна изложба на детски цртежи. Децата од скопските основни училишта и градинките ги изложија своите творби создадени на тема Цвеќето во мојот живот. Цветот е украс. Цветот е миризлив пријател.
Тој е блеснат придружник на секоја свеченост. Нежен другар што мафта со црвените литици од прегратката на некоја вазна. Цветот е подарок што се сели од една во друга рака и донесува радост. Цветот е, но да им дозволиме на малите цртачи да ви раскажат за тоа како тие го замислуваат цвеќето, што значи тоа во нивниот живот. И ви раскажат молчеливо преку цртежите со весели бои. Разгледуваме. На белата хартија останале траги од секакви бои, подарени им се на цветовите, а цветовите им се подарени на најблиските, било како букет, било вака како цртеж. Овие чудесни цртежи зарем не личат на букети закачени на зидот. Секој може да ја види и да ја почувствува нивната убавина, да ги остави тука и да ги понесе со себе, населени во очите. Поповски Радко, 4 В оделение. Пролет. Се сакавме многу, на белиот снег, се спуштавме долго низ стрмниот брег, но сега таа зима пројде, а топлата пролет дојде. Ластовички штргови сегде над нас, верверички сргни сегде околу вас. На секоја грмушка пеперутки бели, на секое цвече и малите пчели. Одгоре од небото топло сонце сјае, секаде убавата пролет шарен килим ткае. За убавата пролет децата се смеат, за убавата пролет децата песни пеат. Без друго, на многумина од вас, драги деца, ви е познато што значува зборот таписерија. Тоа е везба со конци на платно, а за незината изработка се потребни убав цртеж и вешти прсти. Деновиве во Скопје беше отворена една изложба на таписерии, кои се дело на учениците од Основното училиште Досите Обрадовиќ. Нашата камера им се придружи на посетителите и еве што сними за вас. Беа изложени околу 70 експонати. Народни шари, пейсажи од градот и околината, ликови, предмети. Тоа е само дел од она богатство што го навезле детските раце. Го везеле со многу трпеливост и љубов, со многу чувство за соодност на боите, за нивно прелевање. Овие таписерии, секоја од нив би можела да украси по еден зид во некоја соба, во некоја училница, во некој ходник. Оттаму ќе зрачи со убавина, зашто убавината е вткаена во секој убод на иглата, во секоја прошетка на конецот низ платното, во секое движење на ножичките. За жал, нашиот филм е во црно-бела техника, а вистинската вредност на оваа изложба ја видоа само оние кои ја посетија и имаа можност да ги видат боите што се вткаени во секоја таписерија. Секоја чест за малите везилки. Пролет. Пролет стаса мила, во нашиот крај ни расшири топли крилја, на осветли сончев сјај. Штркот од југ долета, да најави весело пролета. На доџаци везден шета, по барите скромно лета.
Proleta je milna, so livadi širna, so dečinja polna, čudesna, čarobna. Вашите другарчиња, мали литерати, во емисијава рецитираа за пролетта, иако таа подамна стапна кај нас. Сепак, споредете ги нивните стихови со пролетта која помина, или запомнете си ги за наредната пролет. На крајот од нашава денешна емисија и на крајот од учебната година, да го поздравиме летото и летниот распуст. Да се подсетиме. Во оваа учебна година се родија повеќе петки, можне голем број четворки. И тројките ги имаше доста. Двојките срамежливо молчат во дневниците, зашто иако се позитивни оценки, не се кој знае колку вредни, а за единиците и да не зборуваме. Да не заборавиме. Во оваа учебна година другарувавте и со многуте училишни секции. Пеевте, рецитиравте, игравте ора и ритмички вежби, правевте макети. Со еден збор бевте активни и надвор од училишната клупа. Да спомнеме, бевте растрчани на часовите по физкултура и на одморите во училишниот двор, а понекогаш и во ходниците, иако знаевте дека таму не е место за игри. Да ве пофалиме. Учествувавте на повеќе литературни, музички, технички, спортски и какви не надпревари. Ги збогативте училишните витрини со пехари и пофалници. И пак да ве пофалиме. Бевте дисциплинирани на патот кон училишната кујна. Бевте добри другари со соучениците од оделението. Со исклучок на понекоја закачка која е осамена и не вреди да се споменува. Малку да ве подкараме. Зошто некои од вас ја газеа тревата во училишниот двор и кршеа гранчиња од дрвјата? Наместо да го правите тоа, земете пример од оние ваши другарчиња кои садат нови дрвца. Најпосле, убаво уредениот двор ве припаѓа на сите еднакво и секој треба да се грижи за него. Да ве прашаме каде ќе летувате, со кого, колку денови и дали повеќе сакате на езеро, на планина или на море. Верувајте, секаде ќе ви биде убаво, зашто убавината ја носите со себе. Веќе рековме. Крај на денешната емисија. Крај на учебната година. И почеток на големиот летен распуст. Среќно летување за сите ученици од сите одделенија и училишта.